9 октомври е Светски ден на воспитувачите, учителите, наставниците, професорите. Велат дека успешниот професор со визија е како свеќата. Се троши себе си за да го осветлува патот на своите ученици. Просветниот работник е исправен пред многу предизвици во текот на воспитно-образовниот процес, преку кој што треба да создаде што повеќе генерации со високи интелектуални достигнувања, кои ќе бидат идни градители на нашето општество. Генерации со многу знаења и стручни квалификации. Професорот со визија не застанува на првата постојка. Тој постојано учи, се надоградува и се усовршува. Современиот професор е еден своевиден универзум. Тој е космос, тој е парадигма за учење, за поучување, за пренесување на знаењето кај новите генерации, кои што се ширум, со отворени очи, жедни за знаење, кои што го ценат и формалниот аспект на учењето, меѓутоа се отворени, широко отворени и кон неформалниот дел на образованието, што чинам ги прави прилично отворени кон светот, кон широкото знаење за светот и оттаму ги прошируваат видиците за тоа како понатаму ќе продолжат во животот со своето образование. Кои се оние најголеми животни лекции кои што сакате да им ги пренесете на своите ученици? Со оглед на моето долгогодишно искуство во гимназијата, сакам да кажам дека самото училиште е лекција. Доаѓањето на училиште е поучување, лекција. Но современиот општествено-историски дискурс не соочува со нови предизвици, така што сметам дека овие наши нови генерации треба да бидат поучени во демократијата, да ги знаат демократските вредности, да знаат што е авторитет, да бидат широко отворени кон хуманитетот, да знаат многу за другиот, бидејќи, за жал, некогаш се случува во училиштата појава и на врсничко насилство, што е недозволиво, доколку станува збор за мислички субјекти, за субјекти кои што се свесни дека постојат разлики меѓу децата, дека сите се тие еднакви пред законот и меѓу себе и дека сите имаат исти човекови права. Затоа, јас мислам дека тој неформален дел во образованието, професорот треба добро да го осмисли, да направи една добра визија за тоа како ќе се приближи до децата, како ќе ги приопшти сите тие хумани вредности преку својот предмет и ненаметливо да им каже дека тие се идните градители и на правото, и на правдата, и на науката, проучувачи се во медицината, во сите општествени и хуманитарни науки, во уметноста, така што тие активно, значи треба да учествуваат во текот на образовниот процес и да бидат мислечки субјекти. Современиот професор е растргнат и помеѓу воспитно-образовниот процес, но и помеѓу обемната администрација. Како се справувате со тоа? За жал, оваа професија е оптоварена покрај со тој образовен едукативен дел и со делот на административните обврски кои што не се мали. Тука станува збор сега за неусогласеност меѓу Министерството за образование и Бирото за образование, веројатно, бидејќи се случува, значи, да паѓат системот за електронското евидентирање на сите содржини што треба да ги внесе наставникот. Некогаш нема интернет, значи постојано сме соочени со некои банални работи кои што ни го одвлекуваат вниманието од нашата суштинска работа, тоа е да бидеме заедно со учениците и да создаваме еден подобар свет. Образованието не представува само подготовка за живот. Самото образование е живот. А професорот е креатор на младата индивидуа, кај која ја вкоренува љубовта кон знаењето, но и кон човечките вредности. Текот на образовниот процес, најголемите животни лекции, можам квалитети ќе ги наречам, се трпението, издржливоста и самодовербата која добивам од професорите. Сепак нивното однесување на час е многу значајно за каков човек јас ќе излезам надвор од гимназијата. Ова училница, еве конкретно, можете да замислите кој на градина
и која важи на поговорката што ќе сееш, то ќе жнееш. И професорот на еден начин е тој што ора, тој што сее и тој што жнее. И со тоа морам да кажам дека е битно дека професорот не е само диплома и некоја вокација дека го викаме и професор, туку и тој е како човек, јас, ти, со сите некои човечки квалитети. И со тоа битно е да кажам исто така дека професорот треба да биде една морална, интелектуална икона за сите нас, посебно за учениците. За воспитувачите, учителите, наставниците и професорите се вели дека тие се најодговорни и најважни членови на општеството, бидејќи нивните професионални напори влијаат врз судбината на земјата.